Вистинско време е да го напуштиме студиото на Алфа телевизија и секако да се вклучиме линковски некаде од општина Карпош, може би е тоа млечен ресторан, платото на млечен ресторан, каде што од вечерва започнува и Карпошовото лето. Ја гледате веќе нашата Ирена Спировска. Ирена, добро утро. Од вечерва Карпош ке пулсира во звуците на убава музика, во звуците на Карпошовото лето. Многу повеќе ќе дознаеме од твоето линковско вклучување. Повели? Така, Ирина, поздрав до тебе, поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Градот полека се буди и пулсира во секојдневниот ритам, а ние денешниот ден ќе го означиме и со јавување во живо тука од платото кај Млечен, Тафталиџа, општина Карпош, како што најави ти, затоа што е време за уште едно издание на Карпошово лето. Месец август, општината Карпош и овој пат ќе го заокружи со богата, забавна, културно-уметничка програма, од која што најголемиот дел ќе се одвива токму тука, но секако ќе бидат опфатени и други локации на други сцени, многобројни случувања за кои што во продолжение ќе дознаеме многу повеќе од Ранко Петровиќ, Радио Бубамара, задолжен за овој забавен културно-уметнички дел од Карпошовото лето, кое започнува вечерва со почеток во 20 часот и тоа, Ранко, со прекрасен избор на стара, убава македонска популарна музика во изведба на доајените на нашата песна. Ајде најпрво да кажеме како течат подготовките за ова престојно издание на Карпошовото лето. Добро утро, голем поздрав до сите гледачи на Алфа. Све тече во најдобар ред. Може да се пофалиме дека вчера беше генералната проба, значи за отварањето на Карпошово лето. Наш избор беше за почеток, бидејќи имаме многу доајени на македонската забавна музика кои се уште творат, работат и се доста популарни. И го имаме оркестарот на Радио Бубамара, затоа се решивме отварањето да биде токму тука на платото на Млечен ресторан со легендите на македонската забавна музика, значи вечер ќе може да ги гледаме во полн состав. Драган Мијалковски, Зорица Попанкова, младата пејачка Ана Петановска, Сашко Гигов Гиш, Тања Тас и се разбира Џони Илија Апелгрин, кога станува збор за старите македонски шлагери. Тогаш е тука и нашиот оркестар кој брои 9 члена, тој истиот оркестар кој настапува на Злата Бубамара, така да сите оние кои сакаат да малце да слушнат како звучела таа убава музика со вистински оркестар и како тоа звучи, вечерва може да дојдат на отварањето на Карпошово лето. Значи тоа ќе почне настанот почнува во 20 часот, 20 и 10 минути, ако малце врне во попладевните часови има некоја мала најава за мал дожд, значи може да биде 20 и 10, но секако завршува во 23 часот, така да сите кои тука живеат во Карпош или сакаат да дојдат да прошетаат, некој може и со кола, убаво и да се прошета по Партизанска, за 3 минути секако може да дојдат до оваа локација на Млечен. Па и не само жителите на Карпош, може да се приклучат сите. Сите, да се разбира. Овие што се блиску тука, може од Капиштец, од центар, од сите, бидејќи ова стварно ќе биде една убава вечер и вечер полна со музика. Значи сите најпопуларни песни на Шпато, на Кире Костов, на сите нели што се стари наши доајени, ќе може да ги видат тука. Пред се може да ги видат заедно повторно Гиш и Ана Петановска, повторно да пее Зорица Попанкова со Ана Петановска. Некои настапи се слични и као на Златна Бубамара, што беа, така да спремни сме ние и едвај чекаме да почнеме. Тоа е вечерва, на 19 ќе настапи Мишел Трајковски, нашиот виртуоз на армоника, многу популарен во моментов, ќе има свој концерт, ќе може да слушаат и народна музика, и латино, и джез, и слично. Значи, единствена можност за тако виртуоз да може да слушаме заедно со неговиот оркестар, и тоа вака на со убава продукција, со убаво звучење, со убаво осветлување. И може тој концерт ќе трае околу 90 минути и мислам дека не треба да го пропуштат. Потоа на 20 август настапува виртуозот на народни инструменти, нашиот Стефче Стојковски со неговиот ансамбл, значи ансамблот Стефче Стојковски ќе ни го представи неговиот проект Мак единство. Исто така, мислам дека во Карпош треба да слушаме така изворни инструменти и баш од голем мајстор што го имаме тука во нашата средина. Така да културното лето продолжува понатака, ќе има настап Мирче Ацев,
академскиот хор на Мир Чацев, многу популарни, ги знаете, на Златна Бубамара скоро секоја година настапуваат. После нив ќе настапи нивното играорно фолклорно друштво со младите таленти, што е. Потоа се преселуваме, значи тука ќе има уште неколку настани, после Карпошово лето се отвара меѓународниот фолклорен фестивал што го организира Мир Чацев. Тоа не е во наша организација, но сепак сакам да им кажам на граѓаните дека треба да го видат тоа, бидејќи ќе има гости од Романија, Мексико, и така натака, сега на овој начин да го најавиме и тоа, бидејќи ќе може да видат различни народни носи и ансамблите, нивните ансамбли од 10 држави. Пак се враќам на Карпошово лето, значи на 24 ќе настапи Александар Јоевски, нашиот познат кавалџија, да кажам, мултиинструменталист, кој ќе настапи со неговиот концерт од колено до колено. Он е првенец за танец, кај граѓаните е познат по тоа што настапува заедно со Сузана Спасовска и со Игор Џамбазов на Тга за југ, така да ако сакате да почувствувате на изворните инструменти, како што беше со Стефче Стојковски, сега може да ги видиме таа игра на инструменти кај Александар Јоевски, тоа е на 24. Двајца вистински виртуози на народ. Супер. Пред се гледавме целата програма, бидејќи јас сум селектор на програмата, да беше да бидат тие што настапувале на Злата Бубамара и тие што ја представуваат на некој начин културата во нашата држава, да бидат тука присутни. Посебно голем број од нив се и жители или творат во Карпош, така да на некој начин да си ги представиме нашите комши и нашите блиски сограѓани токму тука, но со нивната виртуозност. Значи гледавме да биде тоа она што се вика еден убав час-два по култура за сите, така да и за младите и за старите да бидат задоволни. Но и ова не е се, има уште. Имаме уште се, значи ова беше тоа што свириме, што играме, народни игри ора. Во Карпош има две големи танчарски студија, едното има и повеќе, нели, но сега ги одбравме Dancers United, што танчерското студио, кои се прваци во латино танци, тие ќе настапат на 25-ти, а на 20 тука ќе има околу 60 нивни членови што ќе настапуваат, што ќе играат, така ќе биде интересно. Ако не сте го гледале филмот Dirty Dancing, Saturday Night Fever и така натака, значи мислам дека тука ќе биде тоа да се гледа. А на 26 ден после тоа пак ќе се представи танчерското студио Еурека и они ќе настапат со 50-60 нивни членови, така да ќе биде вечер на играње на млади луѓе и слично. И сега доаѓаме до тоа на 28. На 28. фолк естрадата ќе настапи во Бардовци. Насловот на вечерта е фолк елитата во Бардовци. Значи тука ќе бидат, се разбира, Наум Петревски, Горан Алачки, Евто Пупиновски, Драган Мјалковски, Смилја Митревска, Баџе Груевски, Ленче Кукич, Зуица Лазова и оркестарот, Народниот оркестар на Радио Бубамара, предводен од Дамир Имери, ќе настапува, значи, Горан Алачки, Мишел, Љупчо Трајковски Фис ќе биде на бас. Значи, перфектно спремен оркестар за да слушаат правилна музика. Слично тоа ќе се случува во Бардовци, во црквата, во дворот на црквата Света Тројца и се погоди и денот и значи све што треба. И на 29-ти завршуваме со поетска вечер. Нашиот познат поет Тихомир Јанчовски заедно со неговиот другар исто поет Бранислав Николов од Фолтин ќе настапуваат на кеј на летната сцена поред кеј таму кеј Карпа што е овакво. Тоа ќе биде на 29. Така да, ако сакате да се прошетате, да уживате во добра музика, посетете ги настините на Карпошово лето. Убаво ќе биде и на Инстаграм и на Фејсбук, многу е поубаво кога ќе го почувствуваат луѓето тука. Има кафичи, има клупи за седење за нормално, за да си се осеќаат луѓето убаво, така да само дојдете и уживајте. Па и не само да се ужива во настапот на овие врвни музички имиња и виртуози, туку и да се дружат жителите на Карпош и останатите жители на нашиот град и да ги искористат овие убави летни вечери, додека времето се уште пријатно да се излезе надвор од домовите и да се фати барем дел од ова на вистина многу богата културно-забавна понуда и очигледно е дека се опфатени сите генерации, затоа
тоа што ги спомнавте и студијата танцови Еурека и Dancers United, тоа е Мирче Ацев, академскиот хор, па игрорното друштво Мирче Ацев. Идејата е пред се, кога луѓето од културата се дружат, тогаш и граѓаните се дружат. Ние на некој начин може се некои одвоени, но со добра културна програма гледам дека сите уметници овие кои Златна Бубамара секако се дружат, но сега со овие проби, поставување на опрема, еве сега за 15 минути ќе почне да се поставува опремата, луѓето од кафичите гледаат како тоа да го направат подобро и сите други. Значи на некој начин културата не спојува на сите, но овие наши деца што свиреле, што играат, што прават, затоа и идејата за ова Карпошово лето беше со наши деца, со наши пејачи, со наши музичари, со наши уметници да уживаме во овој убав летен период и тоа нормално на Карпошово лето и се надевам дека во иднина ние исто така као Златна Бубамара, као радио, понатака ќе правиме некоја ваква селекција од наши, па ќе го понудиме и по други општини да може овие наши виртуози во некоја таква добро спремена програма да продолжат да ги видат и другите. Така да ве поканувам сите на вечерва на платото на Млече ресторан, отварање на Карпошово лето, ќе настапува Драган Мијалковски, Зорица Попанкова, Сашко Гиговгиш со голем оркестар, ќе може да видат и младата Ана Петановска, Џон Илија Палгрен, Тања Тас, така да тоа што ќе го представиме како музичка вечер и како музички материјал ќе биде стварно прекрасно, а од кога ќе ви се допадне тоа вечерва, ќе си продолжите понатака до 29. Ви благодарам многу што дојдовте и што бевте вака да го промовираме Карпошово лето. Ранко, благодарам за сите овие информации. Верувам дека ќе инспирираме, мотивираме многумина кои што ова утро се разбудија со програмата на телевизија Алфа. Вечерва да бидат присутни на отварањето на овогодинишното издание на Карпошово лето, но и не само вечерва, туку и сите следни денови да уживаат во програмата. Тебе ќе те ослободам сега, затоа што знам дека на вистина имаш многу обврски, треба да се подготви сцената, треба да се искоординираат сите музичари, но затоа вечер во 20 часот кога ќе започне таа богата културна музичка магија, ќе уживаме подеднакво сите и тие што ќе гледаат и тие што се организатори што ќе видат на сцената. Ве благодарам, се слушаме и се гледаме. Поздрав. Беше тоа Ранко Петровиќ за отварањето на Карпошово лето. Уште еднаш подсетување за оние што можеби малку подоцна се вклучија во нашиот разговор на платото кај Млече, во Тафталиџе, општина Карпош, вечерва со почеток во 20 часот, ќе можете да уживате во убавата македонска музика, безвременските шлагери, популарни хитови во изведба на дел од доајените на македонската забавна сцена, како и дел од помладите актуелни пејачки звезди кои што се наметнаа со својот талент на нашава сцена. Бидете тука во 20 часот и уживајте во богатата програма. Ирена, со ова информација ќе го заокружиме јавувањето во живот тука, но од нашата утринска програма следуваат уште многу интересни информации, содржини и разговори, па затоа нашите гледачи и понатаму верувам дека ќе останат заедно со нас и со нашата програма. Ирина, од срце ви благодарам и на тебе и на Ранко Бубамара за овие детали, за сето ова што го кажавте, што ќе се случува на Карпошово лето, пребогата програма, а мене ме вративте во моето детство. Пораснав баш на тој плочник на платото пред Млечено, од каде што беше и ова линковско вклучување. Повик до сите 10 дена да уживаат во онаа програма што ќе ја нуди општина Карпош. Ви благодарам уште еднаш.